Вели кривичниот совет на Кочанскиот суд ги одби жалбите на Кочанското обвинителство кое наместо куќен притвор бараше ефективен притвор за 20 даночни контролори од регионалната дирекција Штип, а меѓу нив е и Драган Паунов, братот на ВД председателката на кривичен суд Даниела Димовска, кои се сомничеnika земале пари и подароци од синот на газдата на дискотеката Пулс, каде загинаа 63 лица. Значи само они двајца, меѓу кои што едниот е брат на председателката на кривичен суд, се пуштени да си седат дома. Сите други, мислам дека 11 лица беа, сите други 9 лица кои што остануваат, се во ефективен притвор во некој од истражните затвори у државата. Што да ви кажам? Имало правда. Значи јас се согласувам дека за сите овие случаи треба да има анкетна комисија. И за модуларната болница, и за Турс, и за Бесатранс, и за Пулс. Ама тие комисии треба да бидат одвоени. Не може одеднашка да се разговара за сите. И што ќе биде сега? Ние што ќе гледаме у собранију наредниве неколку недели, месеци од кои се формира анкетна комисија. Опозицијата ќе збори за Пулс, власта ќе збори за модуларна Турс Бесата. Ова е обиција да се минира. Да се минира. Да се минира анкетната комисија за Пулс, со што како ќе направиме анкетна комисија за Пулс, ама пратениците на ВМРО ДПМН во таа анкетна комисија ќе зборат за се освен за Пулс. За да не за фокусот да биде на ова, ама не да не биде на Пулс. Треба да се видат родителите како од прилика кој сака од ова да прави политика. Бидејќи анкетна комисија за Пулс, значи анкетна комисија за Пулс, значи дај да видиме, таму не се суди на таа анкетна комисија, меѓутоа се изнесуваат факти, сведоштва кои што потоа влегуваат у записник и може да се користи тој записник како доказ на суд. Ама они не, ако може они да го покријат тоа со дефокусирање на други теми. Треба и за овие, не викам не, треба, но зашто до сега не ги направи? Ама сега за да дефокусираат, сега да и ова.